Како да сместиш една година во неколку минути или еве, она што се случувало во 2018 во светот во една емисија од 10 минути. Како и да е, во ова издание на темата на неделата, ќе се обидеме да ве подсетиме на некои настани во 2018 година. Поддржувачи на каталонската независност од Шпанија веднаш по дочекот на новата 2018 ги славеа резултатите од регионалните избори, одржани на 21 декември 2017 година. Предходно, прогласувањето на независноста на регионот не успе откако Мадрид наметна директна власт и ја разреши владата предводена од Карлес Пучдемон, кој избега во екзил. Другите лидери беа затворени под обвиненија за бунт и злоупотреба на позициите. Вооружен напаѓач уби 17 лица и повреди повеќе од 10 други во пукањето во средното училиште Маџори Стоунмен Даглас на Флорида на 14 февруари. Пукањето беше причина за појавувањето на студентското движење наречено Марш за нашите животи, како и на широката кампања за измени на законите за поседување оружје во Соединетите држави. На 4 март Сергеј Скрипал, поранешен полковник во руската воена разузнавачка служба, кој предаде десетици агенти на британската служба Ми-6, и неговата ќерка Јулија беа пронајдени без свест на клупа во британскиот град Солсбери, отруени со нервен газ. Британија ја обвини Русија за труењата и го идентификуваше отровот како новичок, смртоносен нервен газ развиен од советската војска. Русија постојано негира каква било обвешаност во нападот. Сојузниците и Соединетите држави застанаа на страната на Британија за нападот и наредија најголемо протерување на руски дипломати од студената војна. Русија се одмазни со протерување западни дипломати. Рускиот председател Владимир Путин убедливо победи на изборите на 18 март, продолжувајќи го своето владење во најголемата држава во светот за уште 6 години. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да! Москва! Соединетите држави, Франција и Британија на 14 април истрелаа 105 проектили врз 3 објекти за хемиско оружје во Сирија, во знак на одмазда за наводниот напад со отровен газ во сирискиот град Дума на 7 април. Предходно, видео објавено на социјалните медиуми покажува како луѓе, вклучувајќи неколку деца, се лекуваат со инхалатори и вода во една клиника за итни случаи во Дума. Американскиот председател Доналд Трамп на 8 мај рече дека Соединетите држави ќе се повлечат од меѓународниот договор од 2015 година за ограничување на способноста на Техеран да дојде до нуклеарно оружје. Трамп смета дека договорот имал недостатоци, бидејќи не вклучува ограничување на балистички ракети или на иранските регионални активности. Тој најави дека е подготвен да направи нов договор со Техеран. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. America will not be held hostage to nuclear blackmail. На 14 мај Соединетите држави ја отворија својата амбасада во Ерусалим. Церемонијата на отварање беше во американската конзуларна зграда. На неа присуствува ќерката на Доналд Трамп, Иванка Трамп и незиниот сопруг Джаред Кушнер, исто така висок советник во Белата куќа. Овој потек следи по одлуката на Трамп во декември 2017 година за прекин на децениската политика на Соединетите држави и признавање на Ерусалим како главен град на Израел. На неколку неделните протести потоа беа убиени повеќе од 40 палестинци.
Италија одби да дозволи влегување на хуманитарен брод кој превезуваше повеќе од 600 имигранти на 10 јуни и побара тоа да го направи Малта. Новиот италијански министер за внатрешни работи Матео Салдини, кој е лидер на екстремно десничарската лига, вети дека ќе се погрижи за неговите изборни ветувања за запирање на протокот на мигранти во земјата. Шпанскиот премиер Педро Санчес понуди да го преземе бродот. Американскиот председател Доналд Трамп и лидерот на Северна Кореја Ким Џонг Ун се ракуваа на историскиот самит во Сингапур на 12 јуни. Целта на состанокот беше да се постават темелите за прекин на нуклеарниот ќорсокак меѓу непријателските земји. Во заедничката изјава, подпишана на крајот од нивниот состанок, се ветува дека ќе работат на целосна денуклеаризација на Корејскиот полуостров, додека Вашингтон се заложи да обезбеди безбедносни гаранции за Северна Кореја. 12 тајландски момчиња на возраст од 11 до 16 години и нивниот фудбалски тренер од 23 јуни со денови беа заробени во една поплавена пештера. Тие беа безбедно изнесени од планинскиот пештерски комплекс Там Луанг во близина на границата со Мјанмар меѓу 8 и 10 јули по опасна операција за спасување која привлече глобално внимание на медиумите и стотици новинари на местото на настанот. Американскиот председател Доналд Трамп ги повика сојузниците да трошат повеќе за одбраната на самитот на НАТО на 11 и 12 јули. На состанокот за затворена врата Трамп би даде ултиматум на европските сојузници, предупредувајќи ги дека не трошат повеќе за одбраната. But Germany, as far as I'm concerned, is captive to Russia because it's getting so much of its energy from Russia. So we're supposed to protect Germany, but they're getting their energy from Russia. Explain that. Председателот Доналд Трамп по разговорите со неговиот руски колега Владимир Путин во Хелсинки одби да обвини Русија за мешање во изборите во 2016 година, велики дека Путин бил силен и моќен во неговото одбивање на овие тврдења. Шумски пожар го зафати малиот туристички град Мати на околу 29 км источно од Атина, во источна Грција на 23 јули. При тоа загинаа 96 луѓе. Вијадук на автопатот во северниот италијански град Дженова пропадна на 14 август, при што загинаа 43 лица. Станува збор за дел од патот од 200 метри кој падна од досега неразјаснети причини. Некои велат дека тој бил дотраен. Владата го обвини операторот на автопатишта на Италија за сериозни пропусти за падот на мостот. Најсмртоносниот шумски пожар во Калифорнија започна на 8 ноември и за неколку денови зафати огромни шумски површини и населени места. Тој ја збриша планинската населба Парадайс околу 175 милји северно од Сан Франциско, каде што живеа повеќе од 27.000 луѓе. Во Калифорнија, според тамошното Министерство за шумарство и противпожарна заштита, годинава имало над 7.500 пожари, при што изгореа околу 1.600.000 хектари. 3 украински поморски бродови на 25 ноември беа запленети од Русија во близина на полуостровот Крим во теснецот Керч. Овој потек на Русија доведе до прогласување едномесечна военна состојба во Украина и низа други потези кои според експертите представуваат уште еден повод за разгорување на конфликтот меѓу двете земји. Владата на францускиот председател Емануел Макрон се најде под тензија откако најави зголемување на данокот на гориво за следната година. Тоа доведе до протести на жолтите елеци низ цела Франција, кои страхуваат дека тоа ќе ги зголеми трошоците за живот. Администрацијата на Макрон се бори да го смири гневот кој беше изразен и преку најголемите немири во централниот дел на Париз во изминатите 5 децении. Секако ова е само мал избор од многуте настани кои ја одбележаа 2018-тата, и по добро и по лошо. Ве поздравуваме со желби во 2019-тата да ги има повеќе они првите. Нашите Facebook, YouTube и Twitter остануваат отворени за вашите коментари и мислења. До гледање.